Поштивани гледачи, добро вечер. ТВ интервју на телевизија Сонце, сабота 20:20 часот. Оваа емисија ќе почна со две прашања. Првото, зошто македонците немаат чувство за национална слога, меѓусебна солидарност и се она друго што е одлика на успешните народи и нации? Но ова се надоврзува друго прашање. Зошто македонските политички лидери и верски великодостојници се грижат само за сопственото чекмедже, а народот и верниците ги оставаат на разединети и незаштитени на балканските ветрометини? Овие две прашања се вовед и најава за мојот разговор со председателот на Македонската православна заедница од Австралија, нашиот и ваш гостин и познаник Игор Аврамовски Александров. Добро вечер, Игор. Добро вечер. По приближно една година повторно си во Македонија. На што се должи ова твое повторно доаѓање во татковината? Па како прво сакам да потврдам дека јас застапувам две организирани тела од Австралија. Првото е Македонска православна заедница за Австралија, која што функционира само во Сиднеј, има два храма и други општо македонски активности, а второто е здружение на повеќе такви општини од цела Австралија, а тоа здружение е она кое што минатата година преговараше со Светиот архиерејски синод за смена на владиката Петар и кое што врз основа на тие преговори влезе под духовна надлежност на владиката Тимотеј. Оваа моја посета е со цел, основна цел на посетата, а има и други цели поврзани за нашите организацијски работи. Основна цел на оваа посета е да продолжиме со процесот на регулирање на односите во македонските православни општини во Австралија на законско ниво, каде што јасно ќе се определи кои се правати и обврските на црковните општини, на македонските православни општини, на членството, на архиерејот, односно ќе се утврди законски врз основа на добро разработени преседани во австралиското општество, ќе се утврди докаде е силата на сите тие, да речам, играчи, ако може да ги наречам, во организирањето на македонските православни општини и епархијата во Австралија, за да не дојде во иднина повторно до оние спорови кои што ги имавме со владиката Петар кога пристигна во Австралија во 95-та, кој што, бидејќи предходно односите со надлежните архиереи не беа доволно добро дефинирани законски, ја искористи таа прилика за фактички да не признава ништо што се направило пред него, излезе дека се што било пред него било неканонско, нецрковно и да бара апсолутно да ги преземе сите црковни имоти и пари под негова лична контрола, со што би одземал моќта на самоорганизираните македонски заедници во Австралија, врз основа на која што се изградени оние храмови кои што денес ги имаме и врз основа на кои што функционираат. Да, но прва информација за ова твое доаѓање во татковината беше една информација што протекна дека токму за овие прашања во Охрид сте имале средба со владиката Тимотеј. Што конкретно договоривте на таа средба? Па не е постигнат некој конкретен договор на средбата. Објаснете му се на владиката Тимотеј состојбите во Австралија, онака како што се одвиваат од минатата година до денес. Проблемите кои што и понатаму ги имаме со владиката Петар, особено во црковната општина Света Петка, врз која што за жал господин Тимотеј нема надлежност според минатогодишната синодска одлука, но што е најклучно, на владиката Тимотеј му е доставен нацрт устав или статут, како што го нарекуваат овдека во рамките на МПЦ, врз основа на кој би можело да се регистрира Македонска православна епархија во Австралија, во која што ќе членуваат сите оние македонски православни општини кои што се исто така посебно регистрирани како здруженија на граѓани, како посебни правни лица во Австралија, што е во согласност со уставот на МПЦ. Уставот на МПЦ дефинира кои се правни лица во МПЦ, меѓу нив се и епархијата, но и црковните општини кои што членуваат во таа епархија. Тој нацрт кој што е доставен до господин Тимотеј е правен врз основа на општата пракса во Австралија меѓу непрофитните организации
и меѓу кои се и верските организации, односно општата пракса меѓу најуспешните, најдобро развиените непрофитни организации во Австралија, правене врз основа на стручни совети од правници од тој домен, како и консултант кој што се занимава исклучиво со менаџирање на непрофитни организации во Австралија. Но во нацртот се инкорпорирани и клучните точки за кои што разговаравме на минатогодишната средба со комисијата, која што Светиот архиерејски синод на МПЦ ја определи за разрешување на проблемите во Австралија. Дали владиката Тимотеј даде оценка за оно што му го понудивте како документ или побара време да го разгледа па подозначи? За жал во моментот кога му беше доставено само на англиски јазик, затоа што пред се сакавме да видиме колку владиката ќе биде заинтересиран за таквата конкретна иницијатива и откако покажа заинтересираност, обезбедивме превод на македонски јазик и сега е доставен и преводот и сега очекуваме негова оценка да даде свое мислење и свој став за тоа што е прифатливо, што не е прифатливо, што треба да се додаде, за да постигнеме консенсус и да преминеме после тоа кон одобрување на нацртот на архиепископски црковно-народен собор, па потоа и на регистрирање на епархијата. За гледачиве да навлезат во темата за која што разговараме, ајде да се подсетиме колку години се влечени за австралиските судови овој спор со владиката Петар околу надлежноста на неговата и она што вие го обвинувате него фактички. Така, спорот не е накратко една мала историја. Спорот не е чисто судски. Во Австралија има во моментот кога тој дојде имаше мислам 24 црковни општини кои што сите беа посебно регистрирани со различни устави како автономни самоуправни организации кои што беа под духовна юрисдикција на МПЦ, но како правни лица си беа посебни. Тој не покрена судски постапки секаде, покрена судски постапки онаму каде што мислеше пред се каде што мислеше дека може да собере најмногу пари, кај најбогатите црковни општини, но само оној дел од богатите црковни општини кои што имаше одредени слабости во основачките документи, во основачките устави. Оние црковни општини кои што во својот устав имаат зацртано дека ќе бидат под надлежност на архиереј на Македонската православна црква или не во уставот, туку во старателските акти, оние кои што претходно биле основани како старателства, па потоа се регистрирале како посебни правни лица. Кај тие општини тој го искористи таа точка околу надлежноста на архиерејот за да ги убедува судовите дека историски гледано според каноните на православната црква во црквата нема демократија, владее апсолутизам и нема место за демократијата која што традиционално ја имале македонските православни општини, не само во Австралија, туку и во Америка, Канада и Западна Европа. За жал, некои црковни општини не беа доволно економски моќни за да истраат до крај, бидејќи таквите судски постапки во Австралија се многу комплицирани и многу скапи. Без да се потрошат милионски суми на адвокатски трошоци, не може да се завршат тие спорови. Такви случаи имало и со Српската црква и со Грчката црква претходно, каде што на крајот никој не е победник. Едноставно завршува работата со инаетење додека не се исцрпи целосно општината. Значи, добро, а можеш ли да ме кажеш, па врати се на оно што сакаше да го спомнеш, колку пари се потрошени досега во овие, да не ги речам, абсурдни спорови? Па не можеме да двете страни. Видете, покрај главниот спор кој што најдолго трае, тоа од 97 година и се уште трае, се уште мислам завршен е првостепениот случај. Која година? Од 96 или 97. Се уште е во прв степен? Не, првиот степен е завршен. Завршен е и апелот, првиот апел кој што го овозможува законот, кој што го овозможува системот, правниот систем на Нов Јужен Велс на Австралија, тоа е значи апел во рамките на државата Нов Јужен Велс, каде што федерална држава, каде што се наоѓа црковната општина Света Петка, највисокиот суд на Нов Јужен Велс веќе има одлучено по првиот апел и сега е доставено барање
за можност за апел пред Врховниот суд на Австралија, кој што допрва треба да одлучи дали воопшто ќе го сослуша апелот. Малку ме збунува... Значи, онаму каде што по нешто се губи заради тоа што црковната општина доаѓа до степен каде што не може повеќе да ги плати адвокатите, нема кој соодветно да ја застапува и се донесуваат одредени одлуки од страна на судот кои што се косат со фактите, но за жал фактите не биле добро застапени пред судот. За парите, но ќе се вратиме на тоа. Ме интересира и во Австралија ли се влечат судските спорови со години? Нема ли таму некои други мерила за тоа колку може еден спор да трае, да не се влече, да адвокатите прават своји некои методи за да го одовлекуваат, за да влечат што повеќе пари од клиентите? Зависи од природата на спорот. Ова е особено комплициран спор, затоа што тука има комбинација на нешто што се нарекува старателско право, нешто што е дел од британскиот правен систем, кој што тешко се објаснува во Македонија, затоа што повеќе е засновано на вообичаеното право отколку на закони утврдени со парламент, од страна на парламентот, но тука влегува и правото за инкорпорирани асоциации. Понатаму, друг проблем е што има многу димензии спорот, не се води по една точка. Владиката Петар до сега мислам дека 10 пати ја има сменато тужбата. Значи ќе види дека не му оди добро по одредени точки и ќе смени, ќе удри на нешто друго. Постојано наоѓа му дозволува такви екзибиции, да кажем? Па за жал му дозволува, затоа што оној кој што сака да најде некоја рачка, што би рекле старите, или дупка во системот или во уставот, особено каде што станува збор за непрофитна организација која што пред се основана од доброволци кои што го немале тој луксус за секое правило што го донеле да обезбедат обемна правна анализа, правен совет. Значи во голема мера лаички се поставени работите, оставени се многу дупки во системот, а тоа може да се каже исто така и за уставот на Македонската православна црква. Мислам, уставот на Македонската православна црква како правен акт има доста дупки, да речам, можности за конфликтно толкување или простор за дополнување, односно премногу неопфатени сценарија кои што треба после тоа да се опфатат со надворешно толкување. А и уставот на Македонската православна црква игра улога во овој спор, бидејќи владиката Петар се повикува на тоа дека црковната општина Света Петка е поставена под старателство за интересите или работата на Македонската православна црква од Македонија, црква која што не е регистрирана како правно лице во Австралија и затоа и треба старател во нејзино име да ги држи нејзините имоти. Во нашиот случај имаше доста конфликти во самиот превод на уставот, да не зборувам за толкувањето. Да. Значи, и понатаму друг проблем е исто така што никој од Светиот архиерејски синод не се нафати да сведочи пред судот во однос на тоа како се применува уставот на Македонската православна црква по одредени точки кои што беа спорни. Така што имаше многу простор за одолговлекување со цел да се исцрпи организацијата економски и на крајот да капитулира или да го изгуби спорот заради несоодветна застапеност. Дали ова што го спомна за несоодветната конзистентност на правните акти со кои што се организирани овие заедници таму и можноста за лаичко толкување се причина за незиното одолговлекување и големите суми платени за адвокати, судски трошоци и слично? Само да коригирам, не велам дека проблем е лаичкото толкување. Проблем е лаичкото зацртување на актите, на уставите, на регулативите, а после тоа правното толкување. Да. Правното толкување се прави врз основа на преседани од пред 100 или 200 или 50 години за други случаи кои што не биле баш исти како нашите. Различни околности биле, но судијата врз основа на она што ќе го слушне од адвокатите треба колку што е можно повеќе да дојде близу, да најде некаква аналогија за да ги примени тие стари доктрини и принципи, но и самите судии не можат меѓу себе да донесат јасен став, затоа што по неколку точки се случува првостепениот суд да биде, мислам, првостепена пресуда да биде поништена
на апелационо ниво или пак апелациониот суд на прв степен со, да речеме, 60-40 сооднос меѓу судиите да донесе одредена одлука, после со 60-40 таа да биде поништена на уште повисок суд. Добро, значи, да меѓу самите судии е тешко да се согласат да за толкувањето. Да конкретизираме сега за гледачите да стекнат точна представа за што зборуваме. Кажи една бар приближно точна бројка колку пари до сега се потрошени во овој апсурден спорт, ако така наречем. Па не можам да ви кажам за страната на владиката Петар. Можам да ви кажам дека црковната општина Света Петка има потрошено околу 3,5 милиони долари. Тоа е последната проценка што ми е пренесена од управниот одбор. А владиката Петар како тужител претпоставувам дека има потрошено многу повеќе, затоа што ако само се погледне работата која што трудот, стручниот труд кој што треба да виде да влезе во она што неговата страна го има поднесено пред судот. Ако се знае дека мислам некаде до кај 2001 година тој веќе должеше $1,5 милиони на дотогашните адвокати, кои што го напуштија заради неисплатени трошоци, после ангажираше други. Мислам дека комотно може да се претпостави дека тој има потрошено многу повеќе од што има потрошено Света Петка. Значи има потрошено повеќе од $3,5 милиони. Ама тоа е само претпоставка. И такви претпоставки ќе мора да правиме се додека тој самиот не ги отвори картите и не покаже транспарентно барем пред црковната општина и пред судот колку има потрошено. Од каде ги најдовте тие $3,5 милиони? Па тие прво не се платени сите наеднаш од она што е платено, второ и не се исплатени до крај. Тие пари се платите, па тие пари се плаќани во фази во текот на сите тие години во кои што трае судот. Судот веќе трае околу 16 години, значи преку еден период од 16 години се исплатени оние пари кои што се исплатени, а дополнителни се уште се должат пари на адвокатите, инаку адвокатите на Света Петка имаат хипотека врз детска градинка која што ја поседува црковната општина Света Петка, која што ја купила со грант од државата и на крајот ќе дојде и до претпоставам дека ќе дојде до продажба на таа детска градинка за да се исплатат оние трошоци кои што досега се нанесени. Дали можеме да поставиме едно вакво прашање? Австралиската јавност се занимава со овој, да кажам така, апсурден спор на македонците во Австралија? Апсолутно. Има неколку случаи каде што дури и на насловна страница се нашол владиката. Какви се оценките на австралиската јавност за овој спор? Па оценките се дека станува збор за скандалозен спор, дека не може да се верува дека еден владика може да се тужи со својот народ, човек кој што треба да биде духовен водач на својот народ, да му биде пример на својот народ, да раководи со народот поставувајќи му пример, а не присилно, да се тужи толку години со својот народ и да се појавува на суд заобиколен со телохранители, додека судницата е полна со околу 300 негови противници, тој заобиколен со телохранители и уште неколку приврзаници. Значи, владика да предизвика толку голем грев меѓу своите верници е нешто невообичаено во Австралија и нормално дека е скандалозно ќе биде третирано. Се сеќавам дека последната судска одлука што беше објавена по овој спор, владиката Петар ја прогласи како своја победа. Колку е тоа вистините? Па јас, како што се сеќавам, секоја година тој поеднаш до два пати прогласува победа во споровите. Тоа е една измама на македонската јавност за да може да си го продолжи мандатот, да може да продолжи и понатаму да тужи. Владиката Петар сите овие години тврдеше дека инкорпорирана асоциација или компанија, како што тој ги нарекува, што од правен аспект е точно, но конотацијата во Македонија е погрешна. Овде кога ќе речеш компанија, луѓето мислат на приватен бизнис, додека во Австралија компанија и издружение на граѓани може да биде компанија во смисла дека е посебно правно лице, составено од повеќе приватни лица. Значи, сите овие години тој тврди дека компанија или издружение на граѓани не може да биде црковна општина или да биде законски собственик на црковен имот и да управува со тој имот. Сега дојде судот јасно да каже дека црковната општина Света Петка, онаква како што е регистрирана и инкорпорирана, е законски собственик на имотот, но како старател, која што е обврзана да го употребува во согласност со одредени услови кои што ги поставиле старателите кои што ја основале општината. Меѓу тие услови е и да функционира во согласност со
со правилата и каноните на Македонската православна црква и тука е сега спорот, толкувањето на тие правила и канони. Но не е спорно за судот дека законски собственик на општината е и може да биде, мислам на црковниот имот е и може да биде регистрираната асоциација. Значи по таа најкрупна точка за која што дури и книга извади, па и телевизиска емисија извади да го мами овдека народот да го заведува дека таму македонските цркви се под собственост на приватни компании, по тоа тој изгуби многу убедливо. Проблемот е што доби подредени точки околу неговите овластувања во согласност со уставот на Македонската православна црква во однос на уставот на епархијата негова за Австралија, односно статутот на нерегистрирана епархија за Австралија, кој што сепак важи како некаква норма околу неговите верски ингеренции. Они овластувања кои што му ги утврди судот по такви точки, тој ги злоупотребува сега за да го постигне она што не можеше да го постигне инаку со судска одлука. Например, одземањето на имотот на црквата не можеше да го донесе со одлука на судот со која што ќе се поништи правото на асоциацијата како собственик на имотот. Така и сега правото што го доби од судот, неговиот свештеник да треба да ги одобрува членовите на црковната општина кои што учествуваат на Генералното собрание, донесуваат устав, избираат управа, тоа право ќе го злоупотреби за да ги исклучи сите негови неистомисленици од членство, да останат само 10 на 15 членови и тие да можат на Генерално собрание да донесат одлука дека имотот му го препушуваат него или на поединци кои што тој ќе ги назначи како негови старатели. Значи, сега манипулира со одредени точки, споредни точки, навидом споредни, за кои што доби, но факт е дека изгуби по најкрупните точки. Сега е до синодот дали ќе му дозволи на тој начин да ги злоупотреби своите овластувања, дали ќе му дозволи да исклучи 500 и кусур членови на црковната општина Света Петка за да остане со 10 кои што ќе му го препишат имотот, но на крај да ги изгуби верниците и да остане само со имотот. Кога го велиш да ги изгуби верниците, да те подсетам, може би не ти е познато, бидејќи живееш далеку во Австралија, владиката Методи Златанов, еден од помладите владици во Синодот, во едно интервју минатата година изјави дека не треба МПЦ да финансира градење на нови црковни храмови, туку треба да спроведе една политика народот да се врати во постојните, да не зврјат тие празни. Дали мислиш дека таквата состојба што ја дефинира владиката Методи Златанов е последица на погрешното делување на црковните велидостојници кон верниците на соседниот народ? Видете, црквите како објекти служат за собирање на народ. Ако не се полни со народ, тогаш се непотребни, нели? Но тоа не значи дека не треба да се градат уште храмови, треба да се градат онаму каде што ги нема, а каде што има поголемо македонско население. Онаму каде што ги има треба да се полнат. За жал, нас во Австралија, например, ни се случува во оние цркви, во добар дел од оние цркви кои што сега се под надлежност на владиката Тимотеј, владиката Петар, бидејќи не може ги собира парите од тие цркви, на растојание од 500 метри или километар или 2 километри, што е многу мала далечина во Австралија, тоа се смета за многу блиску, да отвара паралелни цркви, каде што тој неговиот поп ќе може да ги собираат парите без за тоа да одговараат пред народот или дури пред синодот. И тоа често го прави не само со иницијативи за градење на нови храмови. Има, например, еден храм во близина на нашата црква во Кабрамата, Сиднеј. Тој има воспоставено храм во соседна населба, каде што веќе, мислам, повеќе од 10 години користи една стара зграда која што е во дупка пикната како во Турско што се правеле црквите. Не е градена како црква, не сум сигурен за што била претходно користена. Тој таму одржува служби за да го пренасочува нашиот народ. Таму му тврди на нашиот народ дека нашата црква е безчестена, нашиот свештеник не е свештеник. И таму ги пренасочува верниците, таму собира пари за градење на црква, но веќе 10 години, ако не и повеќе, нема ништо изградено. Но си собира пари како за градба на црква. За тоа не дал отчет ниту пред некоја регистрирана асоциација, регистрирано здружение на граѓани на заедницата, ниту пак пред синодот, колку што јас знам. Ајде ги подсетиме гледачи. За тоа дали
дали нашите владици ги запоставуваат своите обврски да го собираат народот во храмовите, мислам дека не треба да се генерализира, затоа што црквата, Македонската православна црква, до некаде за жал е воспоставена како децентрализирана организација, каде што секој владика во својата епархија си е апсолутен владател, така што има доста разлика од епархија до епархија. Иако јас, барем според она што го читам во Уставот на Македонската православна црква, не би требало да биде така, затоа што Уставот за некои работи му дава јасни ингеренции и обврски на владиката да ја осогласи својата политика со она што ќе го определи синодот или што ќе го определи архиепископскиот црковно-народен собор како највисоко тело и она што е определено во Уставот. Например, според Уставот, владика треба да се расчини ако го изгуби својот углед, ако значајно го изгуби својот углед во својата средина. Според тој принцип, мислам дека владиката Петар требаше одамна да биде расчинет не само заради неговите действија Но очигледно нешто во синодот не оди како што треба. Да ги потсетиме гледачите дека минатата година синодот донесе, барем според моја оценка, една хермафродитна одлука. До тогашната австралиско-новозеландска епархија ја подели на две. Едната ја остави на Петар, а за другата го назначи Тимотеј. Според тебе, дали таа одлука промени нешто? Видете, прво да разјаснам дека не е поделена формално епархијата. Според Уставот на МПЦ моментално не постои ниту една македонска православна епархија во Австралија. Уставот предвидува Македонската православна епархија за Австралија да биде посебно правно лице, што значи дека треба да биде таму регистрирана како здружение на граѓани, за да биде посебно правно лице. Таква епархија во Австралија не постои. Моментално имаме состојба каде што има двајца владици со надлежност врз различни храмови, но без јасни ингеренции и ограничувања и обврски утврдени со епархиски устав на епархија која што е регистрирана како посебно правно лице според локалните закони, а во согласно со Уставот на Македонската православна црква. Имаме една ад-хок ситуација која што мислам дека продолжува затоа што владиката Петар и понатаму се служи со уцени, со закани, со уселби за да опстане онаму каде што очигледно не му е местото, онаму каде што очигледно одамна ја изгубил довербата на народот со кој што треба да работи. Пак да ги потсета гледачите дека минатата година, пред 2 дена пред одржувањето на таа синодска седница на која што беше донесена таа формална одлука за поделување на австралиско-новозеландската епархија на две, имаше во Струмица еден јавен настап во кој кажа дека синодот ќе спроведе радикални мерки заради задржување на единството како во црквата, така и меѓу верниците. Се случи ли тоа? Не знам јас за какви радикални мерки станува збор. Тоа значи дека и поглаварот на МПЦ се служи со вербални одлуки без да ги реализира во стварноста. Дали би се согласил, Игор, ти со моја оценка дека таквата одлука на синодот само ја потврди вистината дека македонските делби се последица на личните интереси на оние што ги спомнав во најавата, ако се сеќаваш, политичките лидери и црковните великодостојници? Па јас тешко прашање, ама мислам че могли сили да дадеш. Не сакам да генерализирам, да ги обвинувам сите великодостојници или политички лидери или државници на куп. Јас само би рекол дека општо македонското неединство, било да е тука, било да е во диаспората, било да е меѓу политичарите или меѓу народот, се служи на тоа што многу тешко нашиот народ прави разграничување меѓу личните интереси и заедничките интереси и многу тешко кога ќе биде некој, било кој обичен човек од нашиот народ кој ќе дојде на некоја функција каде што е должен да служи за заедничките интереси, за јавните интереси, мислам дека во повеќето случаи доста тешко го разбираат тој концепт дека личните интереси треба да бидат второстепени, а јавните интереси првостепени. Мислам дека тоа се должи на историјата на македонскиот народ, затоа што
промовирајќи го тој менталитет, еден менталитет на себичност, на сметка на нацијата, на сметка на јавниот интерес, промовирајќи таков менталитет, нашите пробувачи така успевале да не задржат како робови толку години, па и ден денес, иако формално имаме независна држава, се уште сме предмет на разни диктати и уцени, како од надворешни угнетувачи, така и од внатрешни екстремисти кои што се сака да не припојат кон една надворешна држава или две. Да, но македонската диаспора во Австралија е бројна. Колку македонци има во Австралија вака по твоја проценка? Неколку стотини илјади, ја? Па јас можам да се повикам само на официјалните бројки, а официјалните бројки според пописни податоци од Австралија се околу 90 до 100.000, со тоа што пописите не се правени врз основа на етничка припадност, туку се прави како да кажем анализа помеѓу тоа како се изјаснил во однос на јазик кој што се зборува дома покрај англискиот, а ние знаеме дека не сите македонци го одржале македонскиот јазик во Австралија. Според тоа која црква ја посетуваат, знаеме исто така дека не сите македонци ја посетуваат Македонската православна црква. Според тоа каде се родени, пак знаеме дека не се сите родени во Македонија, значи тоа е една генерална проценка, анализа статистичка што е направена, дека станува збор за бројка од 90 до 100.000 кои што се сметаат себе си за македонци или на некој начин го одржуваат македонскиот јазик или македонската култура. Да култура. претпоставиме дека таа бројка може би е реално 3 пати поголема, него ајде да збориме за овие 100.000. Како се одразува на нивната психологија ова што Македонската православна црква не може да воспостави една здрава клима во нивниот верски живот? Дали тоа представува мачење и вознемирување нивно? Видете, не може, македонскиот народ никаде не е хомоген, па ни во Австралија различни слоеви од заедницата различно го доживуваат тоа. Има одреден дел од заедницата кој што едноставно целосно се повлекува, се разочарува и од Македонската православна црква, и од Македонија, и од македонските работи воопшто. Македонштината ја задржува само на ниво на најобични пријателства со други македонци. Има дел кој што смета дека што и да е, за да имаме единство, ние мора да правиме како што ќе одлучат водачите во Македонија, било тоа државните водачи или црковните водачи. Има дел кој што се научил што значи плурализам во Австралија, што значи демократски слободи, што значи либерално општество, кој што го ја прифаќа потребата од конфликт по одредени прашања како поттик за подобрување, дека само преку конфликт на идеи, преку полемика, преку надпревар, да речем, на идеи и на дела, сметам дека можеме да се усовршиме и како поединци и како народ. Проблемот е што кај добар дел од нашата заедница, не само во Австралија, туку и тука, полемиката се сведува не на искрена борба на идеи и на дела, на вредности, туку на плукање и лични пресметки, обиди за целосна дисквалификација на непријателот без било какви аргументи, па и без обзир за вистината. И тука тоа е најнегативниот дел од нашите кавги. Особено кога одинаед ќе се случи некои наши луѓе да се здружат со угнетувачите на македонскиот народ, историските угнетувачи на македонскиот народ, за инат на своите браќа. Можам да им кажам и на гледачите и тебе да ти кажам дека и во Македонија некои работи се променети. Така, Неделникот Република во бројот од 3 мај годинава објави една насловна страница во која пишува Македонската православна црква Охридска архиепископија заложник на своите владици. Си го видел тој текст? Па мислам дека сум го видел текстот. Си го прочитал? Не се сеќавам точно на деталите, ако може да ме подсетите. Па пишува таму за она за што досега разговаравме и особено дека таа неслога во синодот од таму произлегува и слабоста во епархиите, па и од таму произлегува и немањето чувство за одржување на храмовите, кражба на иконите и другите
верски вредности, така да и од тој аспект Македонската православна црква се еродира. Па јас не мислам дека е проблем сам по себе неслогата во синодот. Мислам дека е најнормално да има неслога во синодот. Мислам дека е најнормално да има еден владика да го повика другиот на одговорност. Најнормално е да има и таму надпревар на идеи, на вредности, на гледишта, на толкувања. Инаку што би имале потреба ние од синот? Доволно е да имаме еден лидер, само така и останатите само да бидат подчинети. Не би имале потреба да имаме владици кои што се рамноправни меѓу себе. Значи неслогата не е проблем. Мислам, според мене проблем е што кај одредени владици нема доволно храброст да се соочат со проблемите, да ги решаваат проблемите кои што произлегуваат во одредени епархии, а од разли причини. Некогаш тоа е затоа што по карактер се такви избегнуваат конфликт, некогаш е затоа што лесно подклекнуваат на уцени и на заплашувања. Но проблемот е што синодот недоволно се залага да ги решава тие несогласувања и понекогаш да пресече онаму каде што треба да се пресече. Мислам дека тука е вистинскиот проблем. Првиот дел од овој разговор да го завршиме со едно прашање, а потоа ќе преминеме на вториот каде ќе зборуваме за други теми. А последното прашање за овој дел е дека одамна во едно ТВ интервју рече дека природата на судскиот спор помеѓу Македонската православна заедница и владиката Петар е таква што во него не може да има победник. Зошто? Па еве претходно објаснив на пример дека владиката Петар не го доби она што го доби во однос на имотот, но од друга страна ни црковната општина не го доби она што го доби во однос на правото да го контролира имотот и да ја контролира црквата и активностите без согласност на владиката. Сега во ситуација кога владиката и црковната општина не можат да се согласат, не можат по одредени клучни прашања да се согласат како да делуваат, секој губи, затоа што ниту еден од нив не ја остварува својата стратегија, својата волја, нели? Сега владиката Петар може да се смета како победник, ако за него победа е доволно победа е тоа што е задоволил својата суета или својот инает да им наштети на противниците. До тој степен може да се смета како победник. Но ако под победа се подразбира да оствари нешто конкретно, нешто суштинско во таа црковна општина и за таа парохија, мислам дека е јасно дека нема тоа да го оствари, затоа што на крајот и да го добие имотот ќе остане без народот. Тоа сигурно не е победа според критериумите за еден владика, што треба еден владика да постигне. Ти доаѓаш од твојата втора татковина, далечната Австралија, во која демократските традиции се многу подолги од овие овде. Според тебе, дали демократијата, почитувањето на човековите права и другите демократски придобивки во Македонија се барем приближно на ниво на австралиските? Вака од дистанца кога ги гледаш состојбите во Македонија, која е твојата оценка? Па колку се приближни зависи со кого правиме споредба. Ако правиме споредба со Средниот Исток или со Кина, можеби сме приближни, поблизу до Австралија, но ако правиме суштинска споредба, за мене најсуштинска споредба е, например, ако во Австралија државниците, црковните лидери се плашат од својот народ, овдека народот се плаши од своите лидери. Тоа е разликата. Тука е суштината и мислам дека тука системот е наопако во тој поглед. Upside down на англиски. Според она што е врв, според она што е врв на секоја демократија, референдумското изјаснување на граѓаните за сите прашања што ги засегнуваат е нивно неприкосновено право. Погледнато од Австралија, дали тоа граѓанско право во Македонија е возможено или не? Ако може да го повторите почетокот на прашањето. Дали гледано од Австралија, од австралиска дистанца, правото на непосредно изјаснување на граѓаните на референдум по било кое прашање во Македонија е овозможено или не? Австралија не ги има истите гаранции за решавање на одредени проблеми преку референдум како што ги има Македонија, но разликата во Австралија е тоа што политичарите и без да бидат принудени преку референдум одредени промени прават затоа што го знаат расположението на народот.
На федерално ниво во Австралија е полесно да се иницира промени преку референдум, но на државно ниво не е баш така. Не би сакал да навлегувам сега во правните прашања, бидејќи се пак е правно. Но мислам дека ако зборуваме во практична смисла, колку власта или суверенитетот лежи во народот, за разлика од водачите или надворешни сили кои што му ја наметнуваат својата волја на народот, мислам дека сме далеку од она што е Австралија. Мислам дека уште од почетокот на осамостојувањето на Македонија работите правата на граѓаните, слободите на граѓаните на Македонија се нарушени од највисокиот врв и граѓаните за жал тоа го проголтуваат. Дури ни со граѓанска непослушност немаат пружен отпор. Еве на пример да го земеме случајот со спогодбата со Грција. Во спогодбата со Грција нашите политичари се согласија да му го ограничат правото на својот народ на слободно изразување, со тоа што се согласија, на пример, да ја ограничат употребата на символи кои што Грција ги смета за грчки, се согласи да смени едно знаме кое што беше по слободна волја на граѓаните изразена преку своите пратеници, усвоено во оваа држава. Тоа се согласи да го направи во служба на една репресивна грчка политика која што во одредени периоди од овој век била и геноцидна. Значи не е тоа нешто што Грција така преку ноќ го смисли, тоа беше целата таа стратегија во оспорувањето на македонскиот национален идентитет. Било тоа името, било тоа символите, е во служба на етничкото чистење, на етничката репресија врз македонците во геспирдел на Македонија. На друг терен зборувавме за правото на граѓаните да се изјаснат за одредени прашања кои се од суштествено значење за нив. Мене ми е целта да објаснам дека уште од почетокот на основањето на оваа држава се узурпирани правата на граѓаните. И мислам да кажеш дека требаше да биде ставено на референдум тоа. Прво откажување од првото знаме. Еве да речеме независноста на македонскиот народ е прогласена преку референдум, така? Да. Во тој референдум името на Република Македонија е утврдено како Република Македонија. Во меѓувреме, спротивно на таа слободна волја изразена преку референдум, нашите политичари се согласуваат да не застапуваат пред светот како ФАЙРОМ или како бивша Југословенска Република Македонија. Тоа е многу јасно поткопување на волјата на граѓаните. Они можат колку сакаат да се вадат да речат па тоа е само за внатрешна употреба во Обединетите нации или за односи со одредени држави. Или за 6 месеци. Но такви квалификации, такви исклучоци или ограничувања не се направени во референдумот кога народот наш се изјаснил за тоа каква држава сака. Сакаш да кажеш дека со потпишување на таа времена спогодба дерогирана е одлуката на граѓаните на Македонија со референдумот за независност. Апсолутно и ограничено е правото на слободна самоопределба и самоидентификација на македонскиот народ. Со продолжувањето на преговорите врз основа на таа спогодба се уште се нарушуваат според мене слободите и правата на македонскиот народ. Исто така со референдумот со референдумот со рамковниот договор од 2001 година се значајно нарушени правата на македонскиот народ. Ќе ти се вметам овде со едно вакво прашање. Знам дека некои умни глави од Македонија, тоа умни глави е во знак на наводници, тврдеа дека рамковниот договор од 2001 не е македонски изум, дека тој експеримент претходно бил применет во решавање на кипарскиот проблем. Вака, ајде да видиме каков е твојот став, односно ставот на македонците од Австралија за рамковниот договор од 2001. Две работи се тука во прашање. Јас почнав со прашањето околу нарушувањето на слободите и правата на македонскиот народ. По македонскиот народ во овој контекст мислам на граѓаните на Македонија. Так. Затоа што во една граѓанска држава сите граѓани на таа држава суверенитетот произлегува од граѓаните. Од тие граѓани и тие се сепак народ кој што го носи идентитетот на државата, без разлика што може да имаат различна етничка позадина. Значи, кога на тој народ присилно ќе му се наметнат одредени решенија со сила, тогаш е нарушено правото на слободна самоопределба. Бидејќи сите оние права кои што се загарантирани со
меѓународниот закон за човекови права, ако можам така да го наречам. Например, декларацијата на Обединетите нации за човекови права, конвенцијата или договорот за граѓански и политички права, или меѓународниот договор за економски, културни и социјални права. Секаде основа на изразот на граѓанската волја е тоа да биде слободен израз. Она што е прифатено со пиштол на главата, тоа не е волја на граѓанинот, нели? Значи, во целина, сите тие промени што се направени со рамковниот договор, како капитулација пред терористи кои што иако денес изигруваат борци за човекови права, имаа многу јасни заложби за етничко чистење, за етничка поделба на државата, за мене се значено нарушување на граѓанските права. На правата на граѓанинот, односно на правата на секој граѓанин да биде еднаков пред законот и правото на слободно самоизразување и правото неговата слободна самоопределба, нели, кој ќе се земе во демократски систем, во мнозинство, да биде испочитувана од страна на политичарите. Сега, колку тој модел е применет на други места и колку тоа е успешно е друго прашање. Јас не сакам да изигрувам експерт на политички системи па да кажам како функционира секој друг политички систем во светот. Можам само да ве подсетам дека еден од коавторите на тој рамковен договор е професорот Љубомир Фрчковски. Еден од коавторите, нели, и на Уставот на Република Македонија, и мислам дека еден од најголемите виновници според тоа и за сите системски проблеми што ги има оваа држава. Тој самиот во едно интервју, мислам за Сем Вакнин, каже дека со рамковниот договор во Македонија се направило нешто што не е никаде на друго место направено. Самиот каже дека е ова експеримент, но тоа тој го каже како да е горд дека направил нешто ново што никој не го направил. Тоа може би е задоволува неговата суета да се чувствува уникатен, но јас ќе речем дека она што тој го направил по здрава логика е штетно на државата. Затоа што ако може да се споредува, до некаде може да се споредува например со експериментите што се правеа во Косово, со Косово да речеме во Југославија, па еве до што доведоа, нели? А за Кипар не можам да ви кажам, можам само да кажам дека прво тој договор си противречи самиот на себе. Од една страна зборува дека го задржува унитарниот карактер на Република Македонија, дека ги почитува граѓанските права подеднакво на сите граѓани на Македонија, но од друга страна по дефиниција е дискриминаторски. Затоа што доделува одредени права и привилегии на едно етничко малцинство, иако тука се зборува за малцинство кое представува повеќе од 20%, значи не е дефинирано албанското малцинство. Јасно е за кое малцинство станува збор, бидејќи само едно има толков голем процент, му доделува одредени права на тоа малцинство кој што ги нема никој друг во државата, ниту мнозинството, ниту други малцинства. Со самото тоа се прави дискриминација на етничка основа. Сега отвори една, така да кажам, теоретска расправа за... А најголемиот проблем со тој договор е што се наградува насилството како средство за остварување на политички цели. Ајде те прашувам. Тоа е само уништувачкиот карактер на државата, кога таа наградува насилство како средство за остварување на политички цели. Дали мислиш дека овие процеси што се одвиваа во Македонија од незиното самостојување до денес се изолирани и единствени во целиот свет, или се последица на една генерална светска политика која е во латентна криза и, како да кажам, владење на еден хегемон кој отвара кризи онаму каде што му е потребно за остварување на неговите цели? Па мислам дека и едното и другото. Има и некои елементи кои што се елементни на генерален светски тренд, ама има некои кои што се поавтентични. Еден од проблемите е што целиот свет оди сега кон материјализам и се повеќе и повеќе во политиката се запоставуваат принципите, идеологијата. Да. И сега во такви услови многу полесно е да се врбува или да се угнети преку уцени или уселби секаков народ. Мислам,
И во егејскиот дел на Македонија, на пример, ако гледаме оние кои што се срамат да кажат или се плашат да кажат дека се македонци, не се сите случаи врз кои што имало директна закана или директен напад, некои од нив тоа го прават затоа што сметаат дека ако се изјаснуваат како грци ќе имаат подобри прилики во кариерата, на пример, така, или во образовниот систем или во било кој дел од системот на државата. Истото нас не се случува и тука. Во борба по подобри прилики за личен просперитет ние имаме македонци, не само македонски политичари, туку и обични македонци, мислам, од секој слој на општеството, кои што се подготвени да ја жртвуваат или да ја продадат иднината на своите предци. Мислам на своите предци, на своите чеда и на своите внуци. Така. Сега да се префрлиме накратко на еден друг терен, тоа е економскиот. Во Австралија има, рековме, значителна македонска диаспора, не малку од нив се и добро ситуирани. Тој инстинкт за враќање кон татковината. Познато ми е дека многумина се обиделе да го реализира со инвестирање во Македонија, но не успеале. И знам дека многумина од нив си ги собраа парталите и се вратија назад. Зошто е тоа така? Зошто македонската диаспора се плаши да инвестира во својата татковина? Пак не би сакал премногу да генерализирам, дека во светот на бизнисот повеќето бизнисмени, има честни исклучоци, ама повеќето бизнисмени си гледаат пред се личните интереси, не ги гледаат работите од аспект на национален интерес и секој за себе си прави проценка каде има најдобри прилики за економски просперитет во однос на инвестиција. Сега, ако имаме, например, ако некој во Австралија има по однос на сите други прашања еднакви прилики тука, например, и во Кина, тогаш веројатно би му било подобро да инвестира тука, затоа што има еден дополнителен елемент, нели, еден дополнителен мотив надвор од чисто комерцијалните мотиви, а до некаде има една посебна предност тука што ова е општество кое што повеќе го разбира веројатно што го разбира кинеското општество. Онаму каде што повеќе го разбира општеството, веројатно би бил и повешт во управувањето со бизнисот, нели? Но мислам дека генерално од она јас што го гледам, македонската држава кога зборува за странски инвестиции, повеќе мисли на големи бизниси кои што ќе отвараат, не знам, големи фабрики, мултинационални компании, да. Па повеќето од големите бизниси се такви компании со акционери. Сега можеби меѓу тие акционери има и македонци. Не ги знаеме сите, нели? Постојано се менуваат акционерите, постојано се купуваат, се продаваат акции. Но јас мислам дека во голема мера таа политика е погрешна, затоа што македонскиот народ има вековна историја каде што се брани од странска окупација, по обичај насилна, имајќи предвид колку е мала оваа држава по бројност, имајќи предвид дека македонците и како мнозинство во оваа држава се повеќе се во опасност да станат малцинство, мислам дека не е многу мудро целата економија да биде заснована на странски инвестиции од луѓе кои што може да ја купат пола држава и пола држава преку ноќ да ја продадат. Мислам дека како што е случајот со државната власт, така и економската власт, економската моќ во државата треба да биде децентрализирана, за да не може така брзо да се случуваат некои крупни промени во однос на собственоста врз имотот, па до некој случај врз собственоста на луѓето, бидејќи ако луѓето овдека економски зависат од тебе, до некаде си собственик и на нивните души. Значи, и на нивните животи, е? Да. И мислам дека би требало фокусот да биде повеќе на стимулирање на малите бизниси во Македонија, пред се на локални мали бизниси, на луѓе кои што овдека си ги гледаат своите корени и овдека си ја гледаат својата иднина во Македонија, па после тоа на мали бизниси кои што би ги воделе македонци од диаспората, кои што сепак имаат повеќе интерес за доброто на оваа држава и за доброто на овој народ, да работат за доброто на оваа држава и за доброто на овој народ, од што има некој од Индија или од Америка кој што нема никаква врска со Македонија или со македонската историја или со вековната македонска борба за правда и за слобода.
Почитувани гледачи, ова беше Игор Аврамовски. Сакав на крајот да му го поставам прашањето од почетокот на емисијава, меѓутоа тој самиот го даде одговорот. Игор, ти благодарам на ова интервју. Да ве подсетам дека минатата година кога разговарав со него, владиката Петар веднаш се јави и побара да ги каже и тој неговите аргументи. Доколку се јави, ние ќе му го овозможиме тоа. На гостинот му благодарам за гостувањето, а вам ви посакувам и понатаму да останете со нашата програма затоа што следуваат исти содржини. Довидување и пријатно.